Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој информираа дека на 31 мај заврши јавниот повик за набавка на земјоделски механизации. На ниво на држава за овој оглас аплицирале 1157 земјоделци, а во Кочани 26, информираше Валентин Захариев од подрачната единица на Агенцијата за подршка на земјоделството и руралниот развој. Овој оглас помина релативно добро. Имаше по наша проценка еден добар одзив, бидејќи беа пријавени некаде вкупно на ниво на цела Македонија околу 1157 барања, тоест апликации за набавка на трактори, а по-конкретно во нашиот регион, Брегалничкиот регион, имаше 132 барања. Можеме да ги наведеме и по регионални центри, тоест по работни единици, што ние како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството ги сработивме. Значи во Штип некаде имаше 45 апликации, во Кочани 26, Пробиштип 4, Виница имаше 16, Делчево 25 и Берово 16 апликации за набавка на трактори. Значи на ниво на Македонија, како што кажавме, од овие 1157 некаде, можеби 98% ги има изработено Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, останатите 2% или сами луѓето, апликантите си ги имат изработено или со помош на приватни советници. Значи, можеме да констатираме дека овој одзив на овој оглас е добар, бидејќи и покрај слабата финансиска конструкција на земјоделците, бидејќи овој оглас изискува претходно вложување, значи за купување на тракторот, а по 3 месеци им се враќаат оние средства предвидени за поддршка, кои што почнуваат од 50%, па можат да стасат и до 75%, во зависност од тоа каде се наоѓа земјоделското стопанство и кој е носител на земјоделското стопанство, дали е млад земјоделец или е жена. Захариев најави и нов оглас кој се очекува да биде објавен во месец јули. Пред најава е нов оглас од ИПАРД. Тоа е за диверзификација на фармите и развој на бизниси во неколку сектори, како што се алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци. Потоа овде може да се конкурира и за производство на колачи, тестенини и други прехранбени производи, чај и билни екстракти, сладководна риба, ракови и мекотели. Потоа тука се вметнати и занечиските дејности кои се во согласно со правилникот на определување на дејности кои можат да вршат занечиска работа, обезбедување на услуги во земјоделството и развој на услуги на руралното население и промоција на рурален туризам. Целта на ИПАРД програмата 2014-2020 е преку соодветни мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој да се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехранбениот сектор преку нивно усогласување со стандардите на Европската Унија и постигнување на одржлива животна средина и социоекономски развој на руралните средини преку поттикнување на економската активност и зголемување на можностите за вработување.